Односот кон животната средина, заштитата на културното и природното наследство, придобивките за локалната заедница и услужливоста кон туристите и другите гости се суштински важни за концептот на одржлив туризам. Ова е темата на најновата приказна. Македонија има навистина големи услови за развој на разни форми на одржлив туризам. Местото каде што денеска се наоѓаме е само еден класичен и најнов пример за тоа. Треба иновација и треба храброст да се премине во акција. Еве каква приказна имаме да споделиме во следниве неколку минути. Станува збор за проектот наречен Гризли Иглос, единствен на Балканот и поширок, кој што представува вистински рај за сите љубители на природата и еколошката одговорност. Оваа туристичка атракција се наоѓа на планинскиот масив Јасен и нуди неверојатни можности за авантури, но во исто време ја чува и штити природата. Идејата, да ви кажам искрено, дојде од нашето поминување време во природа, константно и откривање на нови начини како да останеме подолго, како да преспиеме подолго, како да отидеме на места без да бараме некои од тие конвенционални сместувања кои што се. И у нас долго време ние сме кампувале со камп на кола, со камп од кола, со диви кампови по чатори. Кај нас идејата се створи по принцип еднашка седевме и направивме наравенка, се викаме ајде да видиме што е потребно да можеш каков концепт да направиш за да им понудиш на луѓето услови, малтене да кажеме како што се како дома, ама на ниеден начин ти да не ја нарушиш природата. Користејќи, значи, целата современа технологија која што на нас ни е на располагање. Идејата полека почнува да се шири. Се разменуваат различни мислења и се доаѓа до сместувачки капацитети во форма на куполи, кои се комплетно македонско производство. Тоа беше да кажеме почетокот на проектот, одлучивме каде би сакале да ги поставиме, нели продолживме со комуникација по сите потребни ресори кај нас за начин на кој што толку време ние проаѓавме низ природата и кога проаѓаш низ време почнува да ти сметаат и луѓето. Луѓето ќе кажам затоа што ѓубрето што го ставаат, објектите што ги прават, начинот на кој што они кога ќе запоседнат природата, веќе таа природа не е природа, па тие што планирале од подалеку и од подалеку и некако сите проекти на човештвото кои што се прави не се усклад со природата. И ние заклучивме бидејќи не сакаме белег да оставиме на нашево општество или на нашиве деца како некој кој што направил нешто само од економска корист, него рековме не ќе го направиме, ќе биде усклад со природата, ќе биде усклад со правилата и луѓето кои што ќе ги привлечеме сакаме да ги почитуваат тие правила, на некој начин пак да ги вратиме кон природата. Кампот привлекува да кажеме, не знам, 3% од популација. Со овие услови тука што се нудат, се привлекува поголем број на популација, 10 да кажеме 15%, но тие луѓе не се навикнати на камп. Значи не ќат жешко, не ќат ладно, не ќат мокро и така натаму. И сега ние на некој начин ќе им покажеме дека е можно со многу малце таа природа толку да ти даде некој, како да кажам, задоволство, за полека да ги вратиме кон природата. Откако биле завршени сите претходни подготовки, градењето траело само 12 на ден, бидејќи станува збор за монтажни, еколошки и одржливи сместувачки капацитети, користејќи обновливи извори на енергија и рециклирани материјали. Не мора све бетон да е, не мора се да е, не знам, грандиозно дупки копање или не знам што. Барем моето знаење, да кажем, искуство кажува дека секој проект 7 до 10 години се надминува сам себе, сам како себе треба да згасне. И се замислете тука да направиме некое бетонско здание, кое што за 7 години ќе излезе од мода, така и што ќе му правите после? Ја не сум видел да рушат некој хотел, него тоа ќе му влосува, ќе скапува и така натаму. Овој проектот типо да му поминели модата или едноставно сам себе се засити, он буквално до камче нема ништо тука нарушено, се вади како камп, една гранка нема мисеченост и се враќа природата во свој тек. Следните генерации да најдат нов начин како да соживуваат заедно со природата.
Интересот за оваа атракција ги надминал очекувањата на домаќините, а тоа е само уште еден показател за туристичките потенцијали што ги има нашата земја. Ама сме презадоволни, црпиме многу енергија од сите луѓе кои што ќе дојдат. Значи, сите се, не знам, никој не останува рамнодушен. Можеби ќе дојдат рамнодушни, ќе дојдат повлечени. Утрото после тоа, значи, сите се overwhelmed од чувства, од тоа како си поминали, тоа ни дава на нас дополнителна енергија. Одржливиот туризам има за цел да ги ублажи негативните влијанија на патувањето врз животната средина, културата и економијата на дестинациите. Еве што откриваме денес во приказна. Одржливиот развој на туризмот се заснова на балансирана употреба на природните ресурси. Туризмот има позитивно и негативно влијание врз животната средина. Позитивни ефекти од туризмот се поврзани со реставрација на згради, споменици, историски места. Негативните ефекти на туризмот се загадувањето на воздухот, земјиштето, флората, фауната, загадување на земјоделското земјиште и слично. Растот на побарувачката на туристите за здраво и зачувано окружување и соработка со локалната заедница се главните фактори за развој на одржлив туризам. Туристичкиот развој на Македонија не е на задоволувачко ниво. За жал, во последните 2 години Македонија нема национална стратегија за развој на туризмот. Сметам дека час поскоро истата треба да биде донесена, бидејќи мора да знаеме каде сме и каде сакаме да се развиваме и каде сакаме да бидеме во наредниот период. Меѓутоа, за да се таа национална стратегија за развој на туризмот треба да биде донесена во една крајно транспарентна постапка и во нејзиното изготвување треба да учествуваат сите туристички чинители. Туризмот кој се развива на територијата на државата не е доволно компетитивен на туристичкиот пазар. Токму и затоа треба да се разгледаат можностите за развивање на концепти кои ќе бидат атрактивни за туристите во текот на целата година. Во таа насока, Македонија има потенцијал за развивање на концептот за одржлив туризам. Сметам дека понатака треба да ги имплементираме одржливите мерки, стандарди и практики во рамките на дестинациите. Тоа би значило да ги градиме и да ги развиваме дестинациите во насока на градење на зелени одржливи дестинации, но исто така треба да ги спроведуваме одржливите стандарди и практики во рамките на сместувачките капацитети. Тоа ќе им овозможи подобар квалитет на сместувачките капацитети, поголема побарувачка за нив, но и со самото тоа ќе ја зголемат нивната исполнетост во текот на сезоната и ќе успеат да ја продолжат сезоната да им трае подолг временски период. Земјава располага со атрактивни и уникатни ресурси кои треба да се стават во активна функција на туризмот. Македонија во последните години бележи раст, позитивен тренд и зголемување на бројот на странските туристи и ноќевања. Но растот во туризмот не значи и развој на туризмот. Развојот на туризмот треба да биде наш иден фокус, приоритет и стратешка определба можеби за секоја идна влада во нашата земја. За нас е особено значајно да ги развиваме алтернативните форми на туризмот, но исто така и развојот на туризмот треба да биде во насока на развојот на одржливите дестинации, развој на одржливи туристички продукти, развој на регионални и локални туристички брендови и промоција на одговорното патување. Ги спомнав алтернативните форми на туризмот, за нас се многу значајни бидејќи македонската туристичка понуда е комбинација од рурален туризам, културен туризам, авантуристички туризам, еногастротуризам, но и македонскиот туристички продукт е мешавина од богато културно наследство и изобилство на природни ресурси. Затоа слободно можам да кажам дека нашиот иден фокус и приоритет треба да биде во насока на развојот на туризмот и тоа во насока на развој на одржливиот туризам и имплементација на оние одржливи стандарди и мерки во рамките на туристичкиот сектор. Авантуристичките форми на туризам, како на пример искачување по карпи, адреналински туризам, параглайдинг, велосипедизам, спортски туризам, но и екотуризмот,
наблюдувањето на птиците, рурален туризам или културен туризам се формите во кои Македонија има потенцијал. Крушево, Маврово, регионот околу Шарпланина, Охрид, Преспа се примарните дестинации на кои може да се работи за постигнување на одржливост, а покрај нив тука се и Демиркапија, Смоларските водопади, Пониква, Беласица, Прилеп и други. Македонија навистина има огромен потенцијал за развој на одржливиот туризам, бидејќи ние сме мала земја која што се наоѓа во срцето на Балканот со извонредно атрактивна и автентична туристичка понуда. За нас е особено значајно да го развиваме туризмот кој што се базира на локалните заедници. Тој туризам станува многу значаен сегмент и дел од одржливиот туристички развој, пред се бидејќи преку него многу лесно се доаѓа до обезбедување на благосостојба и јакнење на локалните заедници. Доколку го развиваме овој туризам базиран на локалната заедница, ние ќе обезбедиме економско јакнење и економски развој на локалните заедници, ќе обезбедиме подобрување на квалитетот на животот и благосостојбата на локалното население, а со самото тоа ќе креираме услови тие да можат да си обезбедат долгорочни одржливи приходи и за нив и за идните генерации. Тоа може да го оствариме само доколку првенствено работиме на зголемувањето на инфраструктурните инвестиции, особено во руралните делови од нашата земја, што ќе представува една силна основа за понатамошен секаков развој на локалните заедници. Заштитените предели во Македонија се спојна природа и култура, а во и околу нив може да се развијат повеќе видови алтернативен туризам, како што се планинарски, рурален, гастрономски, авантуристички, велосипедски, алпинистички, културен, религиозен. За разлика од другите подрачја во заштита, во заштитените предели се цели да се зачуваат врските помеѓу луѓето и природата, и токму во овој аспект се наоѓа суштината на туристичкиот потенцијал. Агенцијата за промоција и подрачка на туризмот во изминатиот период заедно со нашите долгогодишни партнери, швајцарските програми ИМЕ и СИПО, кои што се поддржани од швајцарската амбасада, со поддршка од Стопанската комора за туризам на Република Северна Македонија, во изминатиот период реализиравме неколку работилници кои што пред се беа во насока на подигнувањето на свеста и јакнењето на сензибилитетот за она што значи одржлив туризам и кои се бенефитите од развојот на одржливиот туризам и имплементацијата на оние одржливи стандарди, мерки, практики во рамките на туристичкиот сектор. Списанието National Geographic Traveler секоја година бира лидер во областа на одржливиот туризам врз основа на следните параметри: односот кон животната средина, заштитата на културното и природното наследство, придобивките за локалната заедница и услужливоста кон туристите и другите гости. Euromonitor International, компанија за глобално истражување на пазарот, исто така ги следи потенцијалите за одржлив туризам ширум светот. Според нивниот индекс за одржливи патувања за 2023 година, кој ги идентификува првите 20 најодржливи земји за патување во светот, Шведска е земјата лидер, додека Словенија и во двете истражувања со години се наоѓа меѓу првите 10. Што е одржлив туризам? Која е целта на одржливиот туризам? Видите, одржливиот туризам е многу интересен и специфичен вид на туризам. Многу интересен. Одржливиот туризам всушност е познат и под некои други имиња, како екотуризам, еколошки одржлив туризам и така натаму. Тоа е еден вид на концепт кој што се постави во 60-тите години, па се разгледуваше од еколозите во 70-тите, па во 80-тите веќе почнаа да го прифаќаат истражувачи во туризмот. Во 90-тите веќе се установи дека е fast growing туризам и достигнавме до моментот кога толку сега е веќе брзо растечки вид на туризам. Во 2002-та Светската туристичка организација
самата година ја прогласи како година на одржлив развој на туризмот. Тоа е всушност секој оној вид на туризам кој што на принципите на одржливост ги има имплементирано во политиките за развој и за менаџирање на туристичките активности. Иначе, кога зборуваме која е целта на овој тип на туризам, тоа е всушност неговата цел е да го минимизира негативното влијание на туризмот врз природата, врз културното наследство и врз локалните заедници, а во меѓувреме и да ги максимизира уделот на туризмот за заштита на истата таа природа, на животната средина, на културното наследство и за брз локален економски развој. Воедно, на крајот, тоа всушност би било нешто што би продуцирало долготраен бенефит за сите чинители во туризмот и за тие кои што ги даваат туристичките услуги, и за локалното население, и секако за самите туристи. Се чини дека се јави како одговор на климатските промени, но едновремено и како одговор на масовниот туризам, со кој што се соочија многу земји, веќе им се наметнаа некакви проблеми, па со цел да ги спречат тие проблеми од тој вид на туризам, се свртија кон одржливата варијанта на туризмот. Гледате, сите бараат нови форми на туризам кои што ќе ги привлечат самите туристи. Секогаш морате да бидете актуелни во понудата за да предизвикате внимание кај оние кои што ги користат вашите услуги. Во поглед на развивањето на стратегиите на одржливиот туризам, многу земји почнуваат да практикуваат во туристичките места неупотребување на автомобилите со цел да го намалат штетното влијание на кое што автомобилите го имаат и на воздухот, а и на животната средина. Гледате, луѓето на секој можен начин работат и се обидуваат да бидат иновативни за да постигнат својата цел. Сега е веќе многу популарно таа јаглеродна емисија на јаглеродни гасови да се сведе на нула, дури некогаш и препопуларна, и премногу хит луѓето се трудат на секаков можен начин да го направат тоа. Воведување на електрични тротинети, воведување на сегвеи, воведување на велосипеди, на се што може, кое што всушност не емитува јаглероден диоксид. Колкав е потенцијалот на нашата земја за развивање и практикување на одржлив туризам? Гледате, во секое зло има и добро. Нашата економска неразвиеност и нашата неразвиеност во поглед на туризмот, недоволна развиеност, всушност од другата страна е и одреден бенефит. Токму таа неразвиеност ја има зачувано природната средина, го има зачувано нашето природно богатство и ги има зачувано нашите културни и историски споменици. Имаме голем број на езера, реки, недопрени предели во планините, национални паркови. Сето тоа е огромен потенцијал за одржлив развој на туризмот како таков. Рурални средини да не говориме. Значи, руралниот туризам е еден од најпопуларните во моментот во светот и исто тоа и се случува и кај нас. Се сеќавам дека руралниот туризам беше прв пат негде промовиран многу одамна во Преспа, во селото Брајчино, потоа и во селото Љубојно, како тоа беше пилот проект за рурален туризам кој што одлично функционираше и ги стави темелите за овој развој на туризам во Македонија. Во таа насока имаме ли стратегија за одржлив туризам во нашата земја? Видете, многу интересно прашање на кое што не знам како да одговорам. Одговорот е многу едноставен, меѓутоа контекстот на целото прашање е многу интересен. Ние прво немаме туризам. Јас некогаш милувам да кажам, немаме туризам, ние имаме обид за туризам. Кога ние немаме основната структурна поставеност на туризмот во Македонија, по кое што сите ние би се движеле понатаму.
Видете, ние немаме Министерство за туризам. Сакаме да бидеме сериозна туристичка дестинација, да не сватат како такви, а ние ја немаме основната институција која што ќе го постави туристичкиот развој во државата, кој што ќе постави структурна поставеност и по хоризонтала и по вертикала, кој што ќе ги постави основите за потоа ние да навлеземе во содржината и да почнеме да работиме на развојот на туризмот. Ја што милувам да кажам и не сме ги научиле сите букви, сакаме да пишуваме поезија. Како таква. Меѓутоа, гледате, тоа не значи дека ние немаме некои основи дека одржливиот туризам не функционира на одреден начин во Македонија. Да, има и невладини организации и локални заедници кои што работат на тој случај. Генерално кај нас тоа се сведува на проекти за заштита на природата и локалното наследство, за соработка со меѓународни организации, локални иницијативи како такви. И ние морам тука да издвојам и програмата, швајцарската програма ИМЕ, која што е всушност финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка, мислам беше, кој што долг период веќе работат на ставање на Македонија на мапа на тој одржлив туризам како такви, работат на активниот туризам, ги користат принципите на Светската туристичка организација, ги знаете оние 3P, People, Planet, Profit, односно каде што се става акцент на луѓето, се става акцент на заштита на природата, на планетата Земја и нормално сето тоа треба да бележи профит за сите, пред се за локалните заедници. Работат во Мариово, Маврово, Крушево. Крушево е многу интересен проект затоа што кој што е во тек, каде што се работи на првата сертифицирање на првата зелена дестинација во Македонија. Прво се работи преку локалните бизниси, па потоа се надградува. На тој начин би имаме Крушево била првата дестинација со сертификат Green Destination во Македонија. Како и да е, во целина во Македонија постои една растечка свест за развој на одржливиот туризам. И мислам дека кога би се средиле состојбите во туризмот генерално, тогаш ќе можеме да се концентрираме и на одржливиот развој на туризам како составен сегмент на туризмот во Македонија. Јас би сакала да направиме една паралела со земји кои што биле во нашето соседство, еве нема да одиме пошироко, па успеале да го развијат одржливиот туризам на едно високо ниво. Ќе споменам тука Словенија, Хрватска, кои што во многу истражувања за дестинации кои што се за одржлив туризам се во првите, особено Словенија. Дури беше во 2017 земја која што е избрана за земја која што го развива одржливиот туризам. Зошто не ги следиме тие примери малку побрзо? Видите, ние не ги следевме уште после Втората светска војна, ние никогаш не сме ги следеле словенците и нивната организираност. Од секогаш биле неколку чекори понапред од сите нас и од секогаш размислувале за иднината. Од секогаш размислувале за тоа што ќе биде најдобро за нив. Ние едноставно поинаку размислуваме. Малце по-медитерански. Словенците што кога се однесува за одржливиот развој на туризмот се Костарика на Европа. Костарика, односно костариканската влада е една од тие кои што е признаена за влада која што прави најмногу напори Костарика да направи најголемата и најдобрата зелена дестинација во светот. Словенците кои имаат земено тој пример и страшно интензивно работат на тоа поле. Имаат интегрирана структура за одржлив развој на туризмот, кој што ќе вклучува и владата, и државната власт, и локалната власт, локалните заедници, локалните бизниси, владиниот, невладиниот сектор. Многу работат на заштита на природата и биодиверзитетот. Да не зборувам дека за
подигањето за образованието и подигањето на локалната свест на населението се вложуваат многу големи напори. Се прават широки палети на туристички активности кои што луѓето можат да ги самите туристи можат да ги искористат. Така што гледате, Словенија е многу напред. Словенија во последната деценија успеа да развие одличен концепт за одржлив туризам кој е препознаен и прифатен на светско ниво. Како го направија тоа, ви откриваме во репортажата која специјално за ЕУ приказна ни ја подготви Огнен. Снимајќи ја репортажата за пчеларството во Словенија, наидовме на одлични искуства кои што се развиле во добри примери за одржлив туризам. Па така, дојдовме до идејата дека е потребна една засебна епизода и за тоа. Одлучивме дека ќе тргнеме од Словенија, па враќајќи се кон дома ќе истражиме места и во Хрватска и во Србија. Ако може би сте се прашувале што значи одржлив туризам, веројатно најдобро би било практично да забележите како е тоа спроведено во држава како Словенија. Како одржливиот туризам од земја која што многу малку излегува на море, но има огромни полиња и особено високи планини, го искористила сето тоа и што ние како држава може да научиме од нив. Уште една приказна од ЕУ, овој пат од Словенија. Дали може држава да се брендира? Како Словенија одлучила посебностите кои ги има, па дури и во мали вредности, да ги претвори во заштитен знак како уникатна на ниво на Европа. Kajti Slovenija je pravzaprav res mali biserček v osrčju Evrope in že leta 2007 smo se začeli pozicionirati kot zelena, trajnostno naravnana destinacija. In takrat je bila vzpostavljena tudi znamka I Feel Slovenija, ki pravzaprav jasno nakazuje, da je Slovenijo potrebno čutiti, zato ker je zelo težko jo spraviti v eno podobo. Seveda pa ni dovolj, da smo si izmislili samo brand, ampak da smo seveda začeli tudi s konkretnimi koraki. Seveda smo zapisali v svojo strategijo, da želimo biti unikatni, da želimo imeti večjo dodano vrednost za vse, da želimo zmanjšati vtis. Na drugi strani pa smo razvili tudi konkretna orodja, s katerimi pomagamo na eni strani destinacijam, na drugi strani pa deležnikom v turizmu in pravzaprav na ta način udejanjamo zaveze trajnostnega turizma. Zelena shema je pravzaprav enkratno orodje z 12, ki zaokroža 12 certifikatov, za katerimi so mednarodni standardi in na ta način imajo pravzaprav možnost priti do certifikatov vsi deležniki, ki se trudijo udejanjati trajnostni turizem. In na ta način seveda so bili vzpostavljeni tudi določeni pogoji. Recimo pri investicijah v hotelske nastanitve je moralo biti vsaj 50% investicijskih sredstev namenjenih za energetsko učinkovitost. Бидејќи веќе разговаравме околу брендот I Feel Словенија, може ли да ми кажете како овој бренд, откако беше направена целата кампања, како овој бренд влијаеше, впрочем, не само на одржливиот туризам кај вас во земјата, но истовремено како влијаеше во однос на перцепцијата од меѓународната јавност кон државата Словенија? Slovenija ima, tako kot Makedonija, konkurenco v 200 plus državah in seveda zato so pomembni vsi detajli. Začelo se je vse skupaj z brandom. Ampak ne samo za voljo turizma, ampak svetu smo se želeli predstaviti kot konkurenčna država. Vse skupaj je bilo težko spraviti v eno podobo, vedeli pa smo vnaprej, da smo zeleni, da želimo biti trajnostno naravnani in te aktivnosti so se začele že 2007. Ko smo želeli tako za turizem, kot tudi za preostalo gospodarstvo, umetnost in kulturo, pravzaprav priti do neke skupne znamke, s katero bi se vsi poistovetili. In tukaj je tudi naš urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje pravzaprav speljal široko akcijo,
v katero so bili vključeni vsi prebivalci Slovenije. Vsak je lahko prispeval svojo idejo in na koncu je bil izbran ta znak, ki ga zdaj pravzaprav svet prepoznava kot odličnega in na katerega smo tudi mi sami ponosni. In seveda tudi radi povemo, da smo edina država, ki nosi v svojem imenu love, torej ljubezen, in zato še z večjim zanešenjaštvom povabimo goste k nam. Сигурно се сеќавате на куќата на крајнската пчела, но освен посветеноста на пчеларството, овој објект има и туристички капацитети, комплетно посветени на одржливоста во словенечкото местенце Вишња гора, за кое не би ви ни паднало на памет дека може да има туризам. Па затоа ги прашавме и што е тоа одржлив туризам, за нив и нивниот проект. Celoten projekt in idejo je smo dobili iz evropskih in državnih sredstev. Nad celotnim projektom je sicer bedela občina. Ampak ideja je, da projekt se tudi finančno pokriva nekoč, da nekaj prinese, da ljudje od nas tukaj nekaj imajo. Zato smo si, ko smo gradili ta koncept, zastavili kot en zelo pomemben cilj, ne samo, da naredimo tukaj razstavo, ne samo, da ozaveščamo in osveščamo o pomembnosti čebel, ampak da to naredimo na način, da se bo zadeva financirala, da bodo ljudje, naši turistični ponudniki, gostinci, kmetije, da bodo nekaj imeli od nas. Zato smo tukaj vzpostavili en tak inovativen koncept, kako povezati turizem, kmetijstvo, gospodarstvo, lokalno skupnost in tako naprej. Кога некој ќе ви ја спомне Хрватска, веројатно на памет ќе ви паднат морињата, планините, езерата и зеленилото. И кога сме веќе кај зеленилото, сето ова што го гледате зад мене, впрочем, е дел од животната околина која што ја нуди градот Јастребарско. И кога зборуваме за овој град, сигурно не ви паднало на памет дека може да имате туризам или да дојдете туристички тука или пак тие да развиваат туризам. Токму затоа градот одлучил да се насочи целосно кон тоа што се нарекува одржлив туризам и за тоа и се наградувани, особено преку ЕУ фондовите. Кога разговараме за Јастребарско, нивната приказна е толку неверојатна, колку што е неверојатна и урбаната легенда за овој мост кој што се нарекува Љуба Краљевиќ, односно за љубовницата на грофот, чиј што замок е во реновација, покрај житницата која што е сега и место за настани. И токму сета оваа приказна нуди на тие кои што доаѓаат не само да се прошетаат околу градот, но истовремено да понудат и опции кои што секогаш ги врзуваме со Хрватска, а тоа се вината. Винарска патека, 40 винарии, дотолку што дел од нив имаат и ресторан со Мишелин звезда. Неверојатна приказна од земја од ЕУ, токму за вас. Evo, prije svega samo da skrenemo pozornost da ipak prije turizam se smatrao jednom industrijom koja nije imala neki preveliki značaj na okoliš, te se nije smatralo da treba svrsishodno mjeriti neke učinke poput ekonomskih, poput sociokulturnih i ekoloških. Ali zapravo to je krucijalno. Bitno je stalno mjeriti, konstantno promatrati ono što se dešava u destinaciji, pratiti lokalne ponuditelje i sve ono što čini ponudu i ono što čini naravno i potražnju. Svakako osim toga vrlo je bitno nama za cilj je stvarati posebne atraktivnosti, da budemo prepoznatljivi prema usmjerenom cjelogodišnjem turizmu kao destinaciju koja je nadomak Zagreba. Također vrlo važno nam je razvijati autentičnost, zeleno održivo, posebice u koncu na profitabilan turizam, jer kad pogledamo zapravo održiv turizam kao takav sačinjava destinaciju koja želi postati neka veća destinacija i upravo Jastrebarsko se nalazi u toj životnoj fazi destinacije da smo po mjeri svakog turista. Dakle, svaki lokalni ponuditelj ima vremena se posvetiti svom gostu, svom posjetitelju, pružati, pokazati mu ono najbolje, ono što on daje i ono što destinacija nudi i to je krucijalno. Dakle, cijela ta kompleksija, održivost turizma temelji se i svi znamo jako dobro na ekonomiji. Moramo biti
održivi u financijskom smjeru, u društvenom, kako za lokalne ponuditelje, tako i za stanovnike, ali moramo i biti održivi u smislu ekologije. Kad sve te tri komponente ukružimo, onda možemo zaista reći da smo održivi. Prošle godine u rujnu smo započeli proces imenovanja prve ceste pjenušica u Hrvatskoj. Imamo veliki broj proizvođača pjenušica koji također pjenušice proizvode na biološki način u smislu biodinamike u vinogradu, što znači bez štetnih pesticida i bilo kakvih nekontroliranih ili loših elemenata. I samim tim imenovanjem želimo zaštititi brend Plašivice. Osim toga, dio Jastrebarskog se nalazi u Parku prirode Žumberak-Samoborsko gorje. Dobro. Što za aktivne turiste, one koji su željne avanture i adrenalina, preporučujem svakako let paraglajderom. Dobro. Osim toga možemo kušati fino konzumirati lokalnu hranu, posjetiti muzej, ali svakako se prošetati gradom koji ima jedini način. Nema centralnije. Što je to zahtevanje? Белград како главен град веројатно е еден од најеклатантните примери кога станува збор за масовен туризам, особено овде по Кнез Михаиловата улица. И кога зборуваме за масовниот туризам, треба да се знае дека Србија, исто како и ние, веројатно нема многу опции да нуди како што имаат земите кои излегуваат на море. Но што може да се понуди, за тоа ќе треба да излеземе надвор од Белград. Ако локалниот и одржлив туризам го гледаме и низ призмата на намалување на човековото влијание врз природата преку масовниот туризам, тогаш несомнено треба да посетиме и места кои нудат многу, но сепак за малкумина. Такви места се и се почесто застапените глампинг локации, кои прават комбинација од гламур и кампување. За ова, во Србија се искачивме на планината Космај, недалеку од Белград. Opredelili smo se uopšte za glamping turizam ili glamping najbrže rastuća industrija, najbrže rastući deo turističke industrije. I onda mi smo hteli da podignemo glamping na jedan viši nivo. Da ne bude to klasičan, znači da se napravi nešto što će ostaviti baš upečatljiv utisak na posetioce. Mislim, zbog čega smo odabrali Kosmaj? Kosmaj smo odabrali zbog netaknute prirode, zato što ovde nije prenaseljeno. Znači, mi smo hteli da napravimo sve kontra masovnom turizmu. Hteli smo da napravimo nešto, znači, totalno drugačije od svega i u arhitektonskom smislu i u turističkom smislu i u smislu ponude i usluge. Hteli smo da napravimo na jednoj lepoj lokaciji premium objekte. Nama je jako bitno zbog toga da se kuće zomovi uklope u prirodu. Zbog toga smo mi odabrali ovaj spektar boja koji se po nama savršeno uklapa u prirodu i zbog toga dosta radimo na ozelenjavanju samog imanja, placa. Jako dobro smo mi primljeni ovde u zajednici. Iako su nas u početku čudno gledali, kad su videli koliko dobro radimo i koliko turista dolazi, dobili smo značajnu podršku od lokalnog stanovništva. Mislim, mi upošljavamo lokalno stanovništvo ovde. Масовниот туризам носи многу пари во општинските благајни, но истовремено и троши многу затоа што треба се што ќе се оштети да одржувате или да поправите. Глампингот е еден вид на одговор токму на масовниот туризам, каде што во склад со природата и околината и зачувување и одржување нејзино, истовремено нуди навистина спокој, но малку повеќе од тоа што ние сме научиле, а тоа е само еден шатор во природа. Така што не се сите за шатори и бубачки, некои се и за уживање како камп, ама да не е камп. Во Америка оди по нови искуства, а се враќа во Македонија за да ги примени. Така и со ранчот кој Марија Дуда го основа со цел терапија со коњи за лицата со попречености. Ранчот Countryside се наоѓа во општина Ранковце, на 20 километри пред Крива Паланка. Отворен е за посетители од 2021 година.
Јас сакав тоа што го видов како потенцијал, не само затоа што сум од таму, туку видов дека планинскиот дел, поготово за руралниот туризам, поготово за земјоделството е феноменален. Може да најубавите компири нели излегуваат од Крива Паланка, Берово, Делчево, тие планински предели. И сето тоа ме натера да инвестирам собствени средства, но после 3 години ми е кеф кога во општина Ранковци доаѓаат и амбасади, и делегации, затоа што ја препознале она наша мисија дека кога ќе почнете нешто со срце и сакате да биде одржливо и да го имплементирате и да им покажете на јавноста дека може, поготово од жена тоа да дојде на ранч и во фарма, може да успее само нели ако си ги следите правилата кои што сакате да биде туризмот. Марија Дуда беше прогласена и за Европска жена на годината. Таа е млада земјоделка, ентузијаст, визионер, вистински репрезент на она што значи македонски одржлив туризам. Јас секогаш велам дека поготово жените земјоделки имаат страшно многу огромен потенцијал. Јас соработувам со доста жени, соработувам со локални луѓе кои што произведуваат, дали тоа домашно сирење, овошје, зеленчук за нашите гости, кај што се трудам да биде нели се наше и природно, да поддржим и други локални бизниси. Да, имам поддршка од локалното население, затоа што мислам дека во мене гледаат како нешто што нели ја правиш она отстапка од бариерите, ги рушиш бариерите, поготово жена која што е вратена од Америка, сега сака да живее на село, сака да живее без телевизија, со животни, така да јас гледам разлика и гледам од тоа што во почетокот нели беше као не, ќе ти помине, ова е може фаза од 2-3 недели, 2-3 месеци, ама е веќе 3 години и гледам дека работилниците кои понекогаш ги организираме со поддршка од ЕУ за женско претприемништво, многу млади се пријавуваат, има супер идеи баш од тие краишта кои што јас се надевам дека нели не мора да почнат како мојот бизнис, но сакам да гледам локални претприемачи, поготово млади лица кои што ќе останат во тој крај, ќе се задржат на руралниот туризам. Регионот во кој се наоѓа ранчот е идеален за планинарење. Посета на Свети Јоаким Усоговски кој е на 25 километри, Камените кули кои се на 13 километри, а покрај конјите, ранчот располага и со велосипеди и крос мотор. На овој начин максимално се искористени потенцијалите на ова место за одржлив туризам. Странските туристи се сосема различни од македонските туристи. Странските туристи сакаат да бидат инволвирани целодневно со ранчот. Значи сакаат да чистат штали, сакаат да ги четкаат животните, сакаат ако косиме трева, поготово нели сега летен период собираме за зима, сакаат да бидат со нас на поле, да собираат бали, се. Значи буквално тоа е ги чувствувате како пријатели. Додека кај македонските или домашните 98% се и супер луѓе, значи исто знаат каде доаѓаат, што сакаат, имаме велосипеди, имаме АТВ. Они сакаат повеќе нели да уживаат јавање со коњите, базенот со дечињата, така да физички ангажман околу тоа имаме нели опција за преноќување. Преноќуваат, но повеќе се нели одмор. Што нели, пак ќе кажам, ги имаме сите природни ресурси, доаѓаат од работа, сакаат да бидат одморени за разлика од странските туристи кои што сакаат и активен одмор. Они сакаат да идат до планина, организираме тури, блиско ни се Куклици ни се блиски, 13 километри. Имаме опција да идат со велосипед, да идат со АТВ, така да такви работи организираме во зависност они кои што ни се гостите што сакаат. Убави репортажи ви донесовме во оваа приказна и убави сознанија за нашиот потенцијал за развивање на одржливиот туризам. Довидување до следната емисија.